Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерова мој гостин да биде Тони Менкиновски, адвокат, борец за човекови права. Добре дојде. Добар ден, најдов. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Тони, пред неколку дена на 6 март се случи еден преседан на граница, на бугарската граница, обидувајќи се да влезеш, нели, во Бугарија, доби забрана, ти покажаа всушност, ти не знаеше, токму таму, ти укажаа дека имаш 10 годишна забрана за влез во Бугарија. Ти, инаку, за оние што не знаат, ги застапуваш македонците пред судот за човекови права во Страсбург години и години наназад, значи имаш една, буквално кажано, кариера на ова поле, но еве, се случи тоа. Како го доживеа тој момент кога дозна дека си, буквално кажано, персона нон грата? Ова е преседан во македонската историја. Овој момент јас го очекував, значи да се појави, бидејќи јас не сум една година или две, него многу години ги застапувам правата на македонците од Пиринска Македонија, значи, и македонците од од соседството. И не ме изненади потекот воопшто, поготово дека овој потек на бугарската влада доаѓа, значи зборуваме за бугарска влада, не зборуваме за бугарски народ, две различни работи. Не сакам да испаднеме шовинисти како тие што се шовинисти, нивните политичари и носачи на медиуми во Бугарија. Едноставно мислам дека ова е причина поради состанокот на комитет на министри кој доаѓа сега во април, каде Бугарија е ставена во многу тесно и израз на немоќ кој Народна република Бугарија, намерно го користам терминот народна, бидејќи ова враќа Бугарија назад во времето на Живков, по незиното однесување, забрани влез на адвокат. Значи, забрани да направиме дистинкција. Јас сум македонски граѓанин, но мене ми е забранет влезот поради тоа што вршам дејност за застапување на нивни граѓани пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург, што ми е дозволено, не е спротивно на законот. И она што го добив од нив, добив црн печат на Златарево, тоа е на преминот Струмица Петрич. Добив црн печат и добив образложение дека до 2036 година ми е забранет влез во Бугарија. Но ова е сериозна работа од повеќе аспекти. Имено не е само слободата на движење во прашање, овдека е во прашање, значи, давањето на ефективна и делотворна одбрана на клиентите. И за ова си имаат произнесено и Обединетите нации, и Советот на Европа, низ документи и декларации, но и имаат посебни институции, поготово Обединетите нации имаат две институции кои се однесуваат и го пратат и го мониторираат низ целиот свет, значи притисокот од страна на државите или од било кој врз адвокатите, судиите и новинарите. Значи тие две институции се многу сериозни и работат во рамките на Обединети нации, во рамки на Комесаријатот за човекови права. А она што е интересно и што сметам дека навистина нив не им оди во прилог е таа мајска сегашна конференција која се одржува во Страсбург на Советот на министри. Тоа се 46 министри за надворешни работи се собираат во Страсбург и оценуваат докаде е прогресот во имплементирањето на Бугарија, значи на пресудите од Европскиот суд за човекови права и доколку, бидејќи ова е, тие ностоп ја разлекуваат оваа постапка, доколку утврдат, веќе мислам дека е крајниот рок, значи доколку утврдат дека Бугарија не сака да ги имплементира овие пресуди, тогаш ќе стават Бугарија на столбот на срамот и самата таа, значи ќе започне да, значи ќе влезе во процедура да биде исфрлена од Совет на Европа. Има неколку процедури кои можам да ги наведам, доколку има време. Тоа е прво може со тужба како држава против држава. Република Македонија
може да поведе, после може да поведе врз основа на информација од страна на судот во Страсбург дека неговите пресуди не се имплементираат, и третата е заклучокот на комитетот на министри дека Бугарија пројавува опортунитет со тоа што не ја почитува Европската конвенција за човекови права, значи и не ги имплементира пресудите. Така да сериозна и длабока, имаме сериозна и длабока причина зошто Бугарија го направи ова. Така да, мислам, очекувано и паднаа маските, значи се покажа нивната шовинистичка политика. Тоа е факт. Во превод, значи, се гледа и од авион, мислам, тоа секој македонец, не верувам дека само македонците, дека ова не е, нели, правна мерка, ова е политичка одлука, токму заради тоа што го работиш ти, но ова не те предомислува. Ти ќе одиш до крај, ќе се бориш против ова. Така? Никогаш нема да се предадеме, не јас, значи зборувам за нас македонците, значи не јас сум само еден дел од ова, денеска сум, утре не сум, утре некој друг може да биде. Поентата е дека македонците од Пиринска Македонија заслужуваат ние македонците од републиката малце повеќе да им посветиме внимание, бидејќи навистина ни овозможија во еден период кога имавме еден голем напад од страна со тој француски предлог да имаме аргумент плюс и не заштитија со нивните пресуди пред европските институции кои бара, значи ние да го смениме уставот, а ние имавме голем аргумент дека треба да имаме реципроцитет во односите, а ние тој реципроцитет го немавме, и тој аргумент беа тие пресуди на Европскиот суд за човекови права. Никогаш нема да се предадеме и ќе победиме. После ова, денеска сакам да информирам македонската јавност, ги известив сите дипломатско-конзуларни представништва кои се во Македонија, меѓу владините организации како Обединените нации и Совет на Европа, во врска она што се случи во петокот. Исто така го известив Македонското собрание, македонската влада на писмено, целокупното Македонско собрание, сите комисии, значи се работи за сериозен преседан, каде што се повредуваат многу меѓународни договори кои Бугарија ги има ратификувано и кои се на сила, со тоа што не ми дозволи да влезам во Република Бугарија. Бидејќи, видете, јас таму, во тој формулар кој ми го дадоа, таму ниту сум го прекршил законот, таму има те повеќе, ниту, значи, сум сторил незаконски действија во Бугарија, значи тоа е таму одбележено, туку е забележено дека јас, значи, сум на националната листа за како национална е загрозена национална сигурност. И ова известување денеска вроди и со плод, значи денеска исто така ми се јави, морам да им пренесам на гледачите, и министерот за надворешни работи, значи се заинтересира за предметот. Во вчерашниот ден ми се јави премиерот на Република Македонија, со кој треба нареднава недела, значи, да имаме состанок на оваа тема. Се договоривме, беше зачуден, но во смисла зачуден и запрепастен, во смисла дека одат толку далеку. И исто така председател на Адвокатската комора, значи на Македонија ми се јави, бидејќи знаете Адвокатската комора на Македонија членува во меѓународни организации кои ова прашање може да го кренат на многу високо ниво. Оно што исто така е многу важно, јас денеска остварив контакт со членови на управниот одбор на Француската адвокатска комора, поготово значи со делот кој се однесува одделот за човекови права, и тие про боно, значи сакаат значи да ми дадат правна заштита, како и израелска адвокатска канцеларија која има свој, значи во Њујорк и во Париз своји канцеларии. И така да работата излегува надвор од сериозноста, значи, и само се покажува со кого ние во моментов преговараме. Има интереси од странските представништва, не мора да наведеме кој, но има интерес кај странските. Уште денеска веќе се закажани состаноци и сакаат едноставно да, значи, зборуваме за странски представништва во Македонија, а бидејќи веќе денеска јас еден ден имав, во еден ден толку може да се направи, значи мојот тим толку можеше.
од утре, значи започнуваат, јас имав и конференцијска врска јас имам доста пријатели кои работат во Human Rights Watch, значи Amnesty International, јас сум работел таа работа, Хелсиншката федерација, значи надвор од Македонија, така да ова прашање може да го ставите на паралела со вашата професија, кога на некој новинар нема да му дозволат да влезе во одредена земја, заради иако е акредитиран, иако ги запазил сите процедури, од причина што тој новинар не известува онака како што сака власта на таа држава, туку сака стварноста малце по субјективно да ја прикаже. Ти стотици пати си бил претходно во Бугарија, претпоставам, имајќи предвид што работиш можеби и повеќе. Никогаш не си имал проблем претходно. Она што е страшно, да, никогаш сум немал проблем и дури има во еден надпис таму дека уште пред 10 години таму во надписот на нивните новинари, значи каде што едноставно фрлаат дрва и камења по мене, значи уште пред 10 години сум бил објект на анализа на нивните служби, но она што е многу страшно е дека овој црн печат влегува во Шенген зоната. Значи, Бугарија влезе во Шенген зоната и сега јас денеска се обратив до канцеларијата на Европската унија во Македонија да ми дадат писмено образложение дали, значи, мене ми е забранет влез и во другите Шенген држави или ова се однесува само за Бугарија. Она што Бугарија согласно потпишаниот договор за Шенген е должна, кога ќе стави црн печат, мора да ги информира државите од Шенген зоната, се извинувам, да ги информира и да им каже исто така причината поради која ме ставила на националната листа. И она што е најстрашно во целата работа, Македонија и Бугарија се членки на НАТО. Како членки на НАТО, ако јас представам закана за безбедноста на Бугарија, тоа ќе представам и закана за безбедноста на Република Македонија. Да. Се постава прашањето зошто македонските власти, нели сме сојузници, значи зошто не се известени за ваквиот чин, зошто не им е правно доставено и образложено. Сметам дека ова отвара многу прашања, суштински прашања за злоупотреба на права согласно член 18 од Европска конвенција за човекови права од страна на државата на Бугарија во делот, значи, каде што сака да се заплаши или застраши одреден, значи, како сакате, адвокат, активист за човекови права, а утре може и новинар. И што понатака? Понатака, значи, овој предмет треба да стигне до меѓународните судови. Значи, меѓународните судови да осудат Бугарија и тоа ќе биде за многу брзо, да ја укинат оваа забрана, но битно е поуката да во едно време Бугарија и Грција не можат да ставаат вакви црни печати на кого стигнат и кога сакаат. Поготово не на нас македонците, бидејќи ние со ништо не сме предизвикале ниту омраза, ниту пак сме го загрозиле нивниот суверенитет. Ако одите некаде и присуствувате на одреден културно-уметнички настан, информирате за тој културно-уметнички настан и добивате црн печат, тогаш имаме проблем. Значи, поентата е да се разрешат и да се отворат многу прашања сега. Значи, јас им благодарам на бугарите што е започна оваа постапка, од причина што, значи, победата е известна, значи, само ние треба сега едно по едно чегорите мудро да ги и предвидиме и оцениме. Ако може да констатирам, мислам дека малку се излетаа, бидејќи, ајде, не подценувам никого, но да му ставеа ваков печат на некој камионџе, му ставеа на адвокат кој што има контакти со меѓународни судови, кои што со долги децении, не години, ја тераш работата во овие судови во Страсбур, малку се излетаа првично како што гледам. Па да, мислам се излетаа, мислеа дека ќе се исплашиме и дека ќе се повлечеш така. Ќе се повлечам, напротив, не, јас немам намера, во животот никогаш сум немал намера да имам дефанзивни действија, значи во остварување само офанзивни действија и ова ми е значи еден мотив повеќе да действувам повеќе, значи меѓународно, но не треба да ги занемериме македонските институции, сепак јас сум државјанин на Македонија, единствено на Македонија и само на Македонија. И да не ги занемаруваме македонските институции, да ги оставиме сега да видиме
тие што ќе направат, значи се обративи до Народниот правобранител, бидејќи сепак тие се институции кои согласно нивните овластувања треба да си преземат одредени мерки. Но како и да е, значи овој случај сметам, значи да го кренам на многу повисоко ниво и да види Европа и цивилизираниот свет со што ние македонците се соочуваме во моментот. Со кого си имаме работа. Мечки на услуга, бидејќи не сватија дека со ова помагаат во афирмацијата на македонското прашање во Бугарија? Нивните, видете, тие се ностоп во заблуда, секогаш, например, стратегијата која прават за Македонија многу се назад. Значи, овие здруженија кои ги формираат сега, значи, предмети, тие влегуваат, значи не може да направиме паралела. Вашата колешка Лупевска имаше вчера на една емисија многу добро објаснување во врска со овие кои имаат црн печат од страна на Бугарија. Значи не можеме да правиме паралела со нив, значи бидејќи тие влегуваат нелегално во Македонија, прават, значи шират омраза, ние никогаш не шириме омраза, значи така да тоа е голема разлика. Тоа не може да се постави паралела. И тоа не може цивилизираниот свет да го излажи. Значи не може да правиме паралели во тие работи. Зборуваме постојано слушаме различни бројки. Некој вели 12, 13, 14, 16 пресуди од Страсбур за македонците во Бугарија и недозволувањето да се само организира таму. Колку се всушност? 14 пресуди се, 17 се вкупно. Значи на 14 се ставени во сет. Значи во сет на пресуди кои се многу поистоветни. И кои 14 пресуди треба да ги, значи во кои од 14, значи во 8 директно се спомнува Омо Илинден Пирин, другите се, значи каде се спомнуваат други здруженија. И тоа е главниот проблем на Бугарија. Бугарија има страв бидејќи таму не во тие здруженија и во тие значи во таа организација Омо Илинден Пирин не како што тие сакаат да представат дека таму се селани. Јас не ги почитувам селаните многу. Моето потекло е како и на 99% македонци од село, значи дека се селани, необразовани луѓе, значи и пијаници, што не е точно. Таму се, да ви кажам, прво и основно имате професори, значи ево на пример Ѓорги Радулев беше и академик, имате едуцирани луѓе, електроинженери имате луѓе кои биле полковници, она што ги плаши, на пример секцијата на Омо Илинден Пирин во Софија има 30 полковници во пензија. Тоа е она што ги плаши бугарите. Значи кои во социјализмот морале да бидат на тоа ниво, но сега кога веќе се ослободува светот, освен Бугарија, значи од ова прашање, го пројавиле својот глас и сакаат, значи, едноставно, нивните деца, коне тие, нивните деца да слободно живеат. Значи, да бидат македонци, да бидат нарекувани македонци, да имаат своји здруженија, културно-уметнички друштва, ништо повеќе и ништо помалце. Не станува збор за никаков сепаратизам, она што сака Бугарија цело време да го прикажи. Имаше анекдоти дека еден од аблемите на Омо Илинден Пирин е 16 кракото сонце, а Македонија го смени многу одамна 16 кракото сонце и го дури судот во Страсбург му се исмеа во една пресуда во делот на 16 кракот дека тоа воопшто не асоцира дека постои сепаратизам кај овие луѓе кои сакаат едноставно да се здружат по етничка основа и кои сакаат едноставно по етничка основа да имаат своји права, да имаат своји училишта, своји градинки, значи да имаат своја телевизија, радио, вестници и така натака. Имаше многу анализи на оваа тема, особено поврзано после ова што се случи. Дел од моите колеги ова го поврзаа како еден вид на поширок десант врз македонизмот. Не е ова само атака врз тебе, туку е врз целата македонска приказка од страна на Бугарија. Да, Бугарија сега, бидејќи таму не знаат што да прават, значи не знаат кои ги изгубија битките пред меѓународните институции. Прво и основно 2008 уште година е побарано страна Венецијанска комисија да го смени уставот. Бугарија, не Македонија. Значи тоа го имате во извештај. А тие свртија приказката дека побараа Македонија да го смени уставот, што ние како граѓани овдека не гледаме на нешто лошо на тоа, но сепак имаме и ние своји мерки и своји граници. Понатака започна да регистрира здруженија и
Иако македонската држава, значи до сега за прв пат премиерот има излезено јавно, значи ги има поддржано, зборуваме за Христијан Мицкоски. Да. Значи ги има поддржано јавно. До сега јавно не ги поддржале и не истапиле во Страсбург, значи македонската држава. За разлика од бугарската држава, во предметот Радко, тие доставија свој владин агент и Бугарија беше вмешувач. Тоа треба да го кажеме, вмешувач, директен вмешувач. Бугарската држава се појави на страната на Бугарија. Значи се менуваат работите. Се извинувам на Радко, да. Се менуваат работите од македонска страна. Еве, конечно вчера имаше јасна конкретна изјава на премиерот со осуда и дека ова е срам за Бугарија. Денеска и министерот, како што кажа и ти самиот, за надворешни работи Муцунски даде поддршка на тебе. Тоа не се случуваше, особено оние, да не речам срам, нема дефинитивно резил 7 години 2017-та, 2024-та. Се сеќаваме со случајот Пендиков, со сето тоа што беше навистина антимакедонски. Имаме драстична промена во македонската надворешна политика и на македонската политика кон нашите малцинства, нели, во околината. Тоа не се ни малцинства, тоа е македонски народ. Да, така е. Нимавме демонстрација на моќ од страна на бугарската држава, след тоа со хеликоптери, тоаш како што се сеќавам, значи правеа. Прво, ние сме независна држава и како народ сме веќе 70 години слободен. Таа слобода никој не може да ни одземе. Прашањето е дали овие соседни држави ќе ги признаат нашите, значи македонци кои живеат таму, и прашањето е на време. Значи не е прашањето дали ќе ги признаат. Но треба едно по едно да ги решаваме. Потребна е сеопфатна акција и потребно е помирување меѓу нас македонците. Исто сакам да му заблагодарам и Демократскиот сојуз излезе со соопштение, значи како дека ова се работи за државнички чекори, не се работи овдека за, значи дали е во прашање Тони Менкиновски или некој друг. Значи така да мислам дека сега во овој период треба да имаме единство како народ и да му кажеме не, доста е. Значи заврши. Ние македонците имаме сопствени интереси, сопствена политика, и сопствена визија, и сопствена иднина, и сопствено минато. И немаме намера да го продаваме како до сега што го продававме. Значи, и нема никогаш да се предадеме. Како реагираа македонците од Пиринска Македонија? Претпоставам контактираш и по ова со нив. Како тие реагираа на ова што ти се случи тебе на македонско-бугарската граница? Значи, ова мисија ќе искористам, а и наредната после незе, дупатам јавен апел до претседателката на Република Македонија да ги одликува овие македонци со орден за херој. Значи, орден од прв ред, може би 8 септемвриски, бидејќи овие македонци со нивната истрајност и со нивната борба придонесоа, значи ние како Македонија кога бевме најмногу нападнати, значи за да го смениме идентитетот и знамето, идентитетот и све понатака и уставот и други работи придонесоа со нивната истрајност и ни покажаа како татковината се љуби, значи како вика Анте Поповски, татковината не се љуби со врзани очи. Така, значи покажаа како се љуби. Тие луѓе имаат проблеми таму, нормално нивните семејства се под притисок. Ако имате представа, во Бугарија ние пропуштивме една работа години наназад, кога се формираше Омо Илинден Пирин, 7000 луѓе беа викнати во полициска станица да го потврдат дека се подпишале на нотар дека сакаат да бидат членови, значи на таа партија. Еден од тие, ниту еден, значи не подкликна да каже дека е фалсификат неговиот подпис. 7000 членови. Знаете што значи тоа? Значи 7000 членови потврдија дека подписот е веродостоен и дека тоа што ги вика на графолошко вештачење. Дали е нивни, не е ли нивни подписот? Можете да замислите каква акција е тоа на бугарската држава. Еден од тие не се поколеба. И мислам дека македонската претседателка во моментов треба длабоко да размисли да ги повика овие луѓе и да ги одликува со орден за храброст. Да те покажат, бидејќи тие покажаа Омо Илинден Пирин, претседателството на Омо Илинден Пирин, каде членуваат доктори, професори, значи видни луѓе, како се сака
татковината и како се сака својата нација и народ. Дали мислиш не е ова егоцентрично дека овој твој личен случај пример може да биде тригер, еден вид на прекинувач да се сменат работите и да се засили оваа битка, особено пред европските институции за македонците во Бугарија и да допре вистината конечно до европјаните, за кој што мислам дека многу добро знаат, ама благодарение на Бугарија членството, нели сепак ние не сме таму во клубот. Во Бугарија има една критична маса која не поддржува нас македонците. И тоа треба. Значи зборуваме за бугари. Така. Значи и ние како македонска држава треба да допреме до тие луѓе. Не се сите шовинисти. Да. Шовинисти се одредена група на луѓе кои добро живеат. Значи тоа е начин на живот. Например, нивното ВМРО, јас имав еден дуел со тој Каракачанов, нивното ВМРО годишно зема од 2 до 4 милиони евра од имотите кои ги има наследено од македонските бегалци. И тие добро живеат. Тие се добри пари, добро живеат и тие се тие кои додаваат масло на оганот. Таквите организации, значи, се оние кои го подгреваат овој шовинистички дух и вливаат омраза. Но во Бугарија имате и луѓе интелектуалци, значи, кои морам да кажам, кои ја признаваат нашата посебност, не од сега, од секогаш. Значи, но поради причината што ваквите да ги наречам шовинистичко нацистички организации со овие пари располагаат, вршат голема пропаганда и прават све, значи не им е во интерес Македонија и Бугарија да бидат зближени како држави, како земји, и нив им е во интерес ние да имаме значи овој проблем да трае. Значи, и траењето на овој проблем да создава други проблеми, а тие добро да живеат. Тоа е главниот проблем. И неоврховисти кои се овдека во Македонија, значи, кои исто така се добро, значи, вдомени, исто така и нив им е интересно и добро да тврдат дека се жртви, дека има некакви проблеми, дека македонската држава е против нив, што не е така. Јас сметам дека во Македонија Прво Македонија имаме радио емисија, мислам дека од 70-тите години на бугарски јазик. Така да немаме никаков проблем. Значи, во односите како народ со народ, а односите кои сега се покажуваат, тоа значи, нема да успеат. Така. Значи, еве, за крај одиш до крај. Одиме до крај. Ние македонците, да. Ти благодарам што беше мој гостин. Ти посакувам многу успех во оваа битка и до доаѓање до вистината за Македонија и за македонците. Ми беше чест. Исто. Благодарам и вам што бевте со мене и Тони Менкиновски. Тој заминува, ние продолжуваме. Вториот дел ќе биде посветен на случувањата во Иран. Ќе зборуваме со безбедносниот експерт Владо Јовановски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, продолжуваме со поинаква тема во која што нели е вмешан целиот свет, е фокусиран во неа. Зборуваме за Иран, иранскиот конфликт, војната која што се одвива таму. Мој гостин е Владо Јовановски, безбедносен експерт. Добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам за можноста да го изнесам своето мислење во вашата емисија. Владо, еве 10 дена веќе како се одвива војната на Блискиот Исток. Денеска се случи нешто понеделнички, буквално кажано, и по Хамнеи, синот, нели? На Али Хамнеи го замени Моџтаб Хамнеи е сега. Што се промени во Иран? Американците притискаа, сакале свој избор да наметнат, не го добија тоа, далеку од тоа. Ова вела дека може би порадикално решение од претходниот убиениот лидер. Што се случува според тебе во Иран во моментот? Јас, ако времето ни дозволува, малку кратко би објаснил не само тоа што се случува во Иран, туку што се случува во светот. Така, повеќе. За жал, првично одам со констатација дека иднината на светот е доведена во прашање. Буквално екзистенцијалната иднина на човештвото воопшто, и тоа доведена е во прашање токму поради причини што светот се движи со едната нога по прекрасниот техничко-технолошки развој, комфорниот живот се подобар и покомфорен, поубав,
а со другата нога е постојано во амбисот, постојано во пропаста. Зошто тоа се случува? Затоа што според моето размислување има огромен дисбаланс во техничко-технолошкиот напредок на човештвото и од друга страна интелектуалната, односно емоционалната, психичка зрелост на човекот како суштество, односно пошто ние живееме во организирани држави, политички субјекти кои се нарекуваат држави, и нашите лидери, односно светските лидери, ги носат одлуките во наше име, во име на граѓаните, тогаш слободно можам да кажам дека процесите на небезбедност, процесите кои светот го доведуваат до точка на пропаст, зависат токму од нашите лидери. Ако на еден графикон се обидеме да го прикажеме техничко-технолошкиот развој на човештвото, ќе видиме дека последните 2-3 декади кривата е всушност вертикално поставена. А на друг графикон, ако се обидеме да го покажеме емотивната зрелост на човештвото, на човекот воопшто, и тогаш ќе видиме дека таа е всушност хоризонтално, дека уште... А може би малку надолу, така? Може би и надолу, Да. бидејќи уште од Адам и Ева, човекот во таа област на психичката, емоционалната зрелост не напредувал воопшто. Се уште се води во живеењето од базичните инстинкти за преживување, кои подразбираат бескрајна алчност, бескрајна желба за да го потчини другиот, суетност и така натаму. Инстинкти, буквално. Буквално инстинкти кои секогаш ќе не водат во, како што реков, со едната нога ќе газиме по благодетите кои ги пружат техничко-технолошкиот развој, а со другата нога ќе бидеме на ивицата на амбисот. Уште позасилено е сето тоа со тоа што сега во моментов ние сме во транзиција од општество, зборувам за глобалното општество, за човештвото во целина, кое транзитира кон се поголема и поголема имплементација на вештачката интелигенција. Имплементацијата на вештачката интелигенција е поголема од сите индустријски револуции досега заедно што се случиле. Ќе внесе такви промени во начинот на живење на човекот, што од сега за 20 години ќе биде човекот непрепознатлив, нема да биде тоа истото суштество, односно неговиот начин на живот од претходно. Вештачката интелигенција, бидејќи барем досега се имплементира без никаква стратегија, би рекол се имплементира стихијно, зависно од држава до држава и повеќе од компанија до компанија, бидејќи приватните компании на некој начин предначат во употребата на вештачката интелигенција. Меѓутоа, доколку тоа сето продолжи да се случува без никаква стратегија, без никаква концепција, тоа уште побрзо ќе доведе до загрозување на безбедноста на светот. Кога зборувам за безбедноста, не зборувам само воената безбедност или безбедноста од воен аспект. Замислете, само во првичниот период вештачката интелигенција колку луѓе ќе остави без работа. Тоа ќе бидат милиони и милиони луѓе, бидејќи одредени професии воопшто нема да постојат. Тоа не е возможно сето тоа да оди без големи потреси, големи турбуленции. Незадоволство. Дури и појавата на парната, откривањето на парната машина предизвикало големи немири, работнички немири, работниците ги кршеле машините, бидејќи останале поради машините без работа. Па после тоа моторот со внатрешно согорување исто така оставил милиони луѓе, стотици илјади луѓе без работа и така натаму, а вештачката интелигенција буквално мислам дека ќе остави милиарди. Затоа велам дека доколку имплементирањето на таа вештачка интелигенција брзо не се стави, не би рекол
под контрола, бидејќи креативноста на човекот е незапирлива. Не под контрола, туку да се имплементира со некаква стратегија, со некаква одредена динамика, за да не предизвика огромни промени во начинот на живењето на човекот. И да не спомнувам дека вештачката интелигенција и во доменот на воената техника ќе предизвика можеби измислување на оружја кои ќе можат пола свет да го уништат за 5 секунди. Ќе можат да се произведуваат синтетички вируси кои цел свет можат да го загразат за 24 часа, можеби и побрзо, не знам. И ако сето тоа го имплементираме како досега, навистина не гледам перспектива на светот, на човештвото како целина. Ова можеби е повеќе социолошка тема или филозофска, меѓутоа и ние кои се бавиме со безбедноста, размислуваме за сршта на проблемот. Од каде доаѓа заканата, од каде доаѓа небезбедноста. Ете, тоа е моје едно видување дека техничко-технолошкиот развој е исклучително брз и силен и дека емотивниот психички развој на човекот не е паралелен со техничко-технолошкиот развој. Тој дисбаланс предизвикува донесување на одлуки на нашите лидери, како што е ова што се случи во Иран. Веќе ги гледаме последиците од таквата одлука, веќе цените на нафтата поскапуваат, не знаеме што ќе биде за 5 дена, можеби ќе тргне светска инфлација и така натаму со далекосежни последици. Значи не зборувам само за проблемите кои ќе настанат како ефект на употребата на военото оружје, туку проблемите се секогаш во глобалниот свет многу по-широко изразени во секој поле од живењето на човекот и дури без разлика каде човекот живеел. Ние сме, не знам, 2000 и нешто километри, можеби и повеќе далеко од Иран. Да, повеќе. Меѓутоа, многу брзо ги чувствуваме последиците на тоа што се случува таму. Иначе, ако таа акција гледаме од стратегиски воен аспект и така натаму, јас би рекол дека сум разочаран од луѓето, советниците или не знам како да ги наречеме на председателот на Соединетите Американски држави, затоа што направија многу крупни грешки и првата грешка е тоа што му советува или дозволија да мисли дека е военото решение на тој нивни проблем, каков и да е, дека е исправно. Военото решение во 21. век е секогаш неисправно. Каков и да бил проблемот, таму требало да се барат решенија кои би се одвивале на ниво на комуникација, на ниво економија и така натаму, никако со употреба на воена сила. Злобниците ќе речат дека всушност со тоа што Соединетите Американски држави постапија на начин на кој постапија, му прават поголема услуга на Нетањаху и на Израел, отколку што е тоа добро за американските граѓани. Тоа е првата грешка, значи првата грешка стратезите, советниците, што или така му советувале, или дозволиле, не изнеле какви ќе бидат последиците од воениот удар врз Иран. Втората крупна грешка е лошата проценка, бидејќи тие очекуваат дека проблемот ќе го решат за првите 24 часа, ќе ги елиминираат воените и политичките, религиските лидери и народот од внатре ќе практично ќе донесе друга власт начело на Иран. Тоа очигледно не се случи и очигледно е грешка која или лоша проценка која резултираше така како што резултираше. Втората грешка е војната ја започна уште кога
разговорите не беа завршени. Преговорите беа во тек, да. И тоа остави лош впечаток и на некој начин одредени државници или обични граѓани на други држави широм светот повеќе го симпатизираат Иран отколку Америка и Израел. Значи на некој начин изгубија поддршка од еден дел од пошироката јавност. Третата крупна грешка, според моето размислување, е тоа што за време на Рамазан, на свет празник, убија во воена акција лидерството на Иран и дури членови на неговото семејство и на семејството од војните лидери и така натаму. И тоа никако не може да биде позитивно примено дури и од граѓаните на Иран кои иначе не ја поддржувале ова власт. Ги направија маченици, така? Да, ги направија маченици и предизвика психолошка одбојност кон самите себе со тоа што го направија, бидејќи покажа елементарно непочитување на нешто во што народот верува. И како што реков, дури и луѓе што не биле симпатизери на таа власт во Иран, сега постанале симпатизери затоа што револтот си го прави. Револтот го прави своето. Понижувањето на страната. Така е, точно, и искажувањето на непочитување на религиски празници кои за некого се све, за некого значат све. Исто така направија една стратегиска и оперативна тактичка грешка. Двата носачи на авиони ги довлекоа премногу блиску до обалата. Мислам дека ги довлекоа до негде 250 до 300 километри, за да што полесно и попрецизно действуваат. Меѓутоа, според информациите кои ние како поширока јавност ги добивме, едниот е оштетен, Линколн, ми се чини, а на таков еден носач на авиони го обслужуваат 5 до 6 илјади луѓе. Не знаеме колку имало жртви, меѓутоа малку фалеше да Линколн биде потопен. Тој е многу скап, гинат одеднаш многу луѓе и тоа можеше да доведе, доколку навистина го потопеа, тоа ќе доведеше можеби и до пат на администрацијата на Трамп. Значи, тие што го советувале околу или воените стратези, можеби ќе звучи малку, не знам, смешно, сега некоја си Македонија, таму некои експерти критикуваат најголемата или наоѓаат забелешки од стратешки аспект на најголемата сила, воена сила на светот. Меѓутоа, сите имаме право да го изнесеме своето мислење и иначе, ето јас во текот на својата кариера сум действувал заедно со америчките војници во одредени региони во светов. Исклучително ги ценам, како исклучително храбри, посветени, професионални и така натаму. И овде не го гледам проблемот во нив, го гледам проблемот во стратезите и најблиското окружување на председателот, бидејќи донеле, според мене, катастрофални одлуки кои подоцна еве се покажуваат дека биле целосно промашувања. Дека свеста не е смената во Иран, кажува и фактот дека после Хамнеи дојде Хамнеи, исто така објавија, лично Трамп објави дека ги уништиле сите авиони и ракети. Денеска имавме повторно бомбардирање и на Израел и на останатите соседни земји, така што очигледно целта не е постигната. Како и да е, ти велиш грешка, точно да, но како и да гледаме, то коцката е фрлена, што понатаму? Вака, значи имаше најави дека можеби и копнено ќе се интервенира. Тоа би била уште една грешка во низата грешки на војните стратези на САД и Израел. Тоа не сме никако да се случи, бидејќи Иран е планинска земја со исклучително разгранета воена инфраструктура и тоа подземна до длабочина од 500 метри. Секаква
копнена инвазија би значила смрт за сите што ќе стапнат на тоа тло. Тие ќе се обидат, мислам дека се обидуваат да ги вооружат курдите, може би и дел од курдите во Ирак, и практично курдите да бидат таа пешадија која ќе гази по тлото на Иран. Меѓутоа, тие треба да се вооружат, тоа е доста скапо, треба да се опремат, тоа се огромни финансиски издатоци, треба да се вооружат со посовремено оружје. Може би имале некоја си почетен успех, но сепак ќе кажам дека иранската војска има и дел на фанатизам во своите редови, особено националната гарда. Тие загинувањето во борба го сметаат како свет чин и го сметаат како чест и должност на секој припадник на таа гарда. Мислам дека би се бореле жестоко до последен здив и поради, меѓу другото, досега предизвиканата негативна за САД и Израел состојба. Доколку, според мене, конфликтот нема брзо да се реши, ќе продолжи и Соединетите Американски држави барем ќе бараат излезно решение да на некој начин можат да прогласат победа, а всушност ситуација некоја. Да, некоја ситуација во тој смисол, бидејќи апсолутна победа мисламе дека невозможна после првите направени стратешки грешки во дејствувањето. Сега тие создадоа атмосфера, како што споменав, и луѓето кои не беа симпатизери на таа власт, сега веќе се чувствуваат загрозени од надвор и се сплотуваат околу постоечката власт, која до вчера можеби не ја симпатизирале, меѓутоа кога се постапи на ваков начин како што се постапи, тие се повеќе се кохезираат, се зближуваат едни со други. И затоа велам дека све ми се чини дека овој конфликт ќе се продолжи, ќе се одолжи. Израел како територија нема стратешка длабочина и многу е тешко да се војува од таква територија, бидејќи нема каде да ги повлечеш силите, каде да ги одмориш, каде да ги зановиш и така натаму. Територијата на Иран, на Израел е целата достапна за балистичките и другите ракети, проектили на Иран и ќе биде достапна во секое време. Значи немаш каде да концентрираш сили. Се надевам дека нема да дојде до луди потези, луди идеи, употреба на па макар и тактичко нуклеарно оружје, бидејќи ако било која страна употреби, тогаш може во конфликтот да се вклучат и многу други актери и да стигнеме до она што на почетокот на емисијата зборував, до тоа што светот секогаш ќе се движи кон поубаво живење, комфор, ама во следната минута може да го снема. Како го гледаш моментот на останатиот дел во светот и нивната инволвираност или неинволвираност во приказката? Имаше многу симптоматични реакции, особено се очекуваа поинакви можеби од Русија и од Кина. Дали се навистина така млаки или пак не е така едноставна приказката и тие реакции не се докажани или пак зад нив нешто стои поинаку, бидејќи не верувам дека тие така се откажаа од целата приказка и од Иран. Дали САД ги ја купи Русија, например, со односот кон Украина, дали истото го прави со Кина на некое друго поле или Конфуција и мечката молчат сепак? Да, јас сум сигурен дека дел од договорите за соработка кои ги имаат Кина, Русија, Иран и земјите од БРИКС се спроведуваат
секако дека во овие моменти тоа се прави зад кулисно. Сигурен сум за дека пружаат силна разузнавачка поддршка преку својата опрема и техника и Кина и Русија, ги известуваат за од каде се случуваат нападите и така натаму, за движењето на проектилите кои се испукуваат кон Иран. Сигурно дека постои некоја поинаква логистичка поддршка. Се надевам дека нема да дојде до ситуација да отворено се вмешуваат со евентуална жива сила, било Кина или Русија, тогаш не знаеме каде ќе ни биде крајот на сите на земјината топка. Не ја исклучувам можноста дека Русија има одреден бенефит од сева ова и во економски смисол, нели, од рускиот газ, теснец е затворен. Многу земји сега се одлучуваат за набавка на нафта и газ од Русија и покрај, нели, наводните санкции и така натаму, меѓутоа кога се нема друго решение. Да, можеби има некој договор, не исклучувам дека постои таков договор, меѓутоа сигурен сум дека сепак и дел од договорот со Иран кој го имале претходно го исполнуваат. Дали сепак има шанси за некаква си копи-пейст прокси војна од украинска шема во ирански услови? Некој друг сега да му помага на Иран да се брани од Америка и од Израел, како што ова се случува веќе 4-5 година влезе украинската војна. Тоа е една прокси војна на, да не речам, на туѓа територија со туѓо оружје. Се користат украинците, но не се само украинци, има многу странски платеници. Дали има шанси да видиме такво нешто и на Блискиот Исток? Не верувам до таа мера, затоа што многу е чувствително подрачјето, бидејќи, ете го спомнавме Ормунскиот теснец, обкружувањето на Иран е многу чувствително. Сите тие се производители на нафта и тоа ми дава за право да помислам дека доколку не успеат за кратко време Израел и Америка да ги постигнат своите цели, а прогнозирам дека нема да ги постигнат, бидејќи во голема опасност се нафтените полиња и платформите за газ, производство и дистрибуција на сите околни држави, а тие го снабдуваат светов со нафта и газ. Значи, сето тоа може да... Влогот е преголем, да биде премногу сериозно. Да, со решавањето на врвот, со елиминирањето на врвот на политичкото и војното раководство, Израел и САД покажаа дека имаат инсайдерски информации или информации собрани со употреба на техника, со која точно го лоцираат лидерството и раководството и политичкото раководство. Верувам дека се уште располагаат со такви. Можеби ќе одат на варијанта да го елиминираат и оваа гарнитура на лидери. Меѓутоа се надевам дека ќе размислат после првиот неуспешен обид, дека вториот неуспешен обид за донесување на структура на власт која на нив ќе им одговара, дека нема да успеат ни вториот пат, ни третиот, и се помалку ќе биде тоа возможно, бидејќи во меѓувреме, ако го елиминираат и ако ја елиминираат и вторава гарнитура на раководство, гневот и кај иранците и кај многу други граѓани во светот уште повеќе ќе се зголеми. Ќе се зголеми одбојноста кон Израел и кон Соединетите Американски држави. Така да ќе бидат уште подалеку од остварување на целта. Многу светски експерти
потенцираат дека нема шанси да дојде до она, и ти што го спомена, се вика нуклеарна војна, бидејќи не дај Боже ако некој употреби, многу голема е веројатноста тоа да се случи од другата страна. Главниот аргумент на светските експерти е дека до такво нешто нема и не смее да дојде, затоа што сите се свесни дека доколку дојде такво нешто, тоа ќе биде крај на светот и на цивилизацијата, па токму заради тоа никој не би се осмелил да направи, буквално кажано, глупост таква. Да. Само уништувачка. Се согласувам, добро рековте, глупост и не попусто на почетокот на емисијава зборував за техничко-технолошкиот развој и дисбалансот со емотивниот, психички зрелост, развој на човекот како суштество. Овие лидери денешните и ние како луѓе, како поединци, граѓани, очигледно не сме дораснати за такво ниво на развиеност на технолошкиот фактор. Јас тоа го велам, го споредувам со ако на 10 годишни, 9-10 годишни деца им дадеме автоматски пушки кои се полни со боева муниција и се откочени и им дадеме да се играат. Кој ќе биде резултатот? Се знае дека ќе има загинати деца. На човечко суштество кое на тој степен на емоционална зрелост, каква што е, равната линија, дадено му е премногу мојкно и силно оружје и моќ за одлучување, така да ако не направиме ништо по тоа прашање, не ги ограничиме и така натаму, прашање на време кога светот ќе експлодира. Вештачката, Имаме многу натрупано оружје, низ историјата секогаш кога оружјето се трупало, на крај се случувало нека голема војна. Сега се навооружуваат сите, вештачката интелигенција ќе зголеми убојноста на оружјето и ќе предизвика и други проблеми во цивилниот сектор, така да сето тоа може да доведе до експлозија. Јас искрено, како и што рековте, искрено тоа го сметам за глупост, употребата на нуклеарно оружје. Искрено се надевам дека до тоа нема да дојде, меѓутоа не можам да го исклучам тој фактор. Со самиот факт што тоа оружје постои, има одредени процедури за употреба на тоа оружје и така натаму, меѓутоа не знам кога некој нема да ги испочитува и да го употреби. Што би рекле во оваа војна, еве конечно прогнозирам дека нема. Можеби е тоа повеќе предизвикано со желбата да нема. Меѓутоа секогаш е опасност. Останува стравот поради тоа што вештачката интелигенција некогаш не може и да и парира на човечката глупост, така. Точно. Природната глупост. Точно. За жал, да. Ти благодарам што беше мој гостин. Благодарам. Служувам со тебе и се надевам дека нели такво нешто нема да дојде, не дај Боже. Уште еднаш ми беше чест. Исто така. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.